Сите викаат, леле, пица филозофија дома не е иста како во ресторан, ама не е точно. Ова е класично квасење на тесто 24 часа. Значи, во тоа е филозофијата, таа воздушестост која што се случува ради габичката што се развива. Целата филозофија е во таа припрема. Сега имаме кратко за припрема, може да направиме една маргарита. Другите теста не се во фрижидер, за да го успорим процесот, затоа што утре треба да се направи уште пица. Може до 2 дена да се кваси тестото, земаме... Volare, oh, cantare, oh. Може да, пошто сега дома нормално немаме такви услови, немаме тавчиња околни, еве јас ќе земам на класична, домашна коцкаста тава. Најважно од се е да го поливате малку месото со брашно и жената моја, пошто е многу паметна, ја најде оваа шпахтла, која што е специјално за тесто. Вадиме една коцка од тестото. Ете, и го ставаме тука. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito. Може да направиме две помали пици. Обично италијаните се мајстори за рачно настигнување на тесто. И ние не сме лоши мајстори, ние го знаеме тоа. Во нашата емисија неделно попладне штипска пастермелија. Еве, тука малце дупче се направи. Но не е тоа проблем. Можеме тавчето малку и да го поклопиме. Вака. Малку ќе го намажеме тавата. Со маслиново улје. Сега тука една специјална алатка. Се надевам дека жена ми не ја сифтерисала некаде. Не е тука, но еве каде. Фино ли тука? Мачкате тавата. И првата пица. Значи, малце маслиново улје. А што ставивте до сега? Ова е чист томатело или сос од патлиџан. Малце орегано, малце маслиново улје. Тоа е првата смеса. И сега може да редиме, тоа е по ваша желба. Пица си сака малку по топло. Значи, дори некои ги печат и до 400-500 степени, што имаат печки на дрва. Во домашни услови, тоа е. На 250 степени ја печеме пицата, немаме 400 степени во домашни услови. Еве да видиме како се пече, во која состојба обично ми се допаѓаат кога има црни печени моменти на ивицата. Но да не го си
ги сушиме превише. to know you're not Може да dreaming, провериме. signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Обично во Италија е сечат со ножици. Ние тука во Германија користиме ролер за пица. Еве више и при сечењето се гледа колку е крцкаво тестото. Малку тука да предпазиме. Ова ни е за на кости. Кај Милан. И така, сега славиме животот во Германија. Гости не сега малку. When the stars make you blue, just like pasta through, that's amore. That's amore. When you dance down the street.